Дејан Политика и само Антоновиќ, политика. меѓународна политика. Са бајга се слушнав со Борис Камчев, се слушнав со Алберт Муслију, со кој што разговаравме за американските избори. Тоа е главната меѓународна тема, но пред и јас и ти нешто да додадеме на таа тема, констатирам дека твојата оценка за време на која што ја даде после погребот на Амфилохија во Црна Гора, дека од начинот како изведен целиот погреб се соочуваме за можност со нов голем кластер на зараза во Црна Гора. Сега како да се потврдува, гледам дека и епископот Будимљанско-Никшички Јоанаки е заразен со корона, гледам дека и патриархот Иринеј е заразен со корона. И уште еден ми се чини висок владика од Нишка епархија. Инаку човек во сериозни години, 90 на години, ако не се лажам. Така што тоа може на вистина да се развие во една прилично неповолна, да кажем, ситуација, особено за Српската православна црква. Но и за политичкиот врв, ке подсетам, таму имаше и висок голем број на високи политичари од Црна Гора и од Србија и од Босна и од Република Српска, ќе кажам. А самиот начин како што беше спроведен погребот, бацувањето на мртвото тело на Амфилохи кој патем беше, кој почина како резултат на коронавирус, здравствените власти го предупредуваа. Јас можев да гледам по српските медиуми и црногорските како беа критикувани здравствените власти, дека некој сака да го оспори големината на Амфилохија. Вчера, ако не се лажем, некој од тие власти во Србија предупредија на опасност од голема ескалација на заразата во Србија. Огромна Предраг Кон, еден од нивните главни епидемиолози кој поради X причини беше сменет од раководното место, но е голем авторитет, како што можеме да приметиме и во првиот бран и сега во вториот, утрина, односно нокеска, преку Facebook во еден драматичен текст ја предупреди Србија да не се игра бидејќи работата отиде на многу далеку, над 2000 заразени. Тие до душе според информациите имаат само 6 починати, но имаат огромен број на заразени. Да, ма знаеме дека во Србија починатите поинаку се бројат отколку на некои други места. Над 79-80 луѓе се на респиратори, што не е добра прогноза. Во секој случај, кластерот околу погребот на Амфилохија и огромен број на и самото на отворање, Сашо ќе подсетам колку знае српската јавност, се отвори еден од најголемите трговски центри во Белград. Тоа не го видов. Што да, најголемиот на Балканот, па и таму нормално дека беше самиот Вучич го отвори трговскиот центар, велики дека економијата мора да продолжи понатаму, а притоа заборавајќи само претходно што апелираат и како апелираат, ми се чини дека и нивните власти горе како помалку да ја сватија сериозноста на вториот бран од првиот бран, кога беа буквално во воредна состојба. Ние за пандемијата, за вирусот, за состојбите кај нас си разговараме со професор доктор Дејан Докиć негдека во околу 9:30 часот, бидејќи секој ден гледаме и кога правиме уреднички колегиуми, кога се договараме што се следните теми за утре, например, и така натаму, не можеме да избегнеме таа тема заради објективните причини. Сепак се чини, Дејане, дека барем во оваа меѓународна политика американските избори ќе останат уште со недели како тема број, ако не еден, тогаш еден или два. Ќе биде еден, ми се чини. И тоа е голем кластер. Како што се развива, така еден кластер се развива таму. Можно е да влеземе сега во правни перипетии, бидејќи се чини дека Трамп е на пат да ги загуби изборите. Па, последните информации велат од пред да влезам во студиото дека 264 електорски гласови за Бајден наспроти 218 за Трамп, победникот е оној кој ќе освои 270. Значи само една држава може да ги реши изборите, тоа е Невада. Преостанати се 7, ако не знам. Да, но Невада, доколку Невада ја фати со 6 електорски гласови, Бајден ќе ја прогласи победата. Се разбира, доколку Трамп, кој вчера почна интензивна кампања за спорните сојузни држави како што се Пенсилванија, Висконсин, Мичиген, Северна Каролина, каде што ја оспорува, тамошните наводно обвинувајќи дека се украдени неговите гласови, тој го прати поранешниот градоначалник на Њујорк и сегашен адвокат на Трамп
Рудолф Джулијани да отиде да ги оспори таму сите тие гласови, побара од Уставниот суд да прекине со гласање, предизвикувајќи така можност од уставна криза. Ке видиме дали ќе успее сето тоа да направи. Вчера гледав, како и сите ние кои што се занимаваме со тоа, гледав разни медиуми американски кои што тие ги коментираа работи и со Борис Камчев, сега тоа го разговаравме малку. Сите експерти велат дека овие правни оспорувања се во суштина добивање политичко време. Дека оние што ги виделе правните забелешки, бидејќи да подсетиме во повеќето од овие држави републиканците се на власт. Значи не се тоа некаква конспирација демократска. Добро, има дели од колебливи држави, така наречени. Сакам да кажем, значи многу малку има правни аргументи за оспорување на сето тоа. Има купување време, има многу политика и така натаму. И сега нели ти се чини дека во еден момент, ако ова се развива вака како што оди во наредните 24 часа, ќе дојдеме во ситуација како што сме гледали и порано. Ќе дојдеме во ситуација кога републиканската партија, водството, ќе закаже состанок со Трамп, за да му соопштат дека е време да прекине со продолжување на неизвестноста и да се повлече, бидејќи ќе почне да влече и републиканската партија надолу. Тој веќе почне да цеди политички да ја како да кажем, тој веќе ја повлече, би рекол, Сашо, само сакам да кажам она што е опасно моментот, освен таа уставна криза. Опасно е што неговите приврзаници веќе почнаа да се собираат на местата каде што се бројат гласови. Последната информација вели дека голем број на под неговите поддржувачи се на улица, има некои вооружени од нив. Полицијата добила наредба вооружено да дејствува доколку дојде до немири. Тоа е едната опасна работа. Втората опасна работа е што вчера ќе потсетам, не знам дали ја виде веста, човек со нож пред Белата куќа повреди 4 приврзаници на Трамп. Се прави една голема тензија. Добро, да бидеме искрени, тие се приврзаници на Трамп, но се крајна десница и не сум сигурен дека ја представуваат републиканската партија во таа смисла. Но се прави, еве, последната информација не изгледа убаво, еве, јас ги гледам по светските тикери, вооружени приврзаници на Трамп се обидуваат да ги... Значи, во некои држави се дозволи дури специјално за ова гласање да може и со видно оружје да се гласа. И само ќе потсетам на крај, сторија од дивиот запад во крај. Ние јас и ти паметиме, веројатно и поголемиот дел од гледачите, оваков тип на, би рекол, председателска трка и неизвестност ме потсеќа на она во 2000-та година, кога тогашниот републиканец Џорџ Буш помладиот беше во трка со демократскиот кандидат Ал Гор, каде што исто така беше неизвестно и каде што буквално за 1 или 2 гласа Џорџ Буш и републиканците. Заправо тогаш се договорија да престанат со пребројувањето на гласовите во Флорида, затоа што траеше многу, затоа што се закануваше дека ќе ја доведе целата земја во политичка криза, и иако веројатно пребројувањето ќе отидеше во корист на Буш, не на Буш. Не зборуваме за демократите требаше да. И веројатно ова ќе биде нивелирање. Сепак се решија да престанат за да не ја цедат таа политичка, како кажем, кредибилитетот политички на американците. И тоа во оние услови. Само да потсетам, тогаш исто така републиканците упаднаа во Флорида со голем правен тим и беше карактеристично тоа истото сега го прави Трамп. Карактеристично беше што влегоа, мислам дека тоа го направи, ја предводеше таа делегација, потоа подпредседателот на Америка на Буш Дик Чейни. Дик Чейни дојде и првата изјава му беше дојдени сме да ја одбраниме победата. Да. Значи се наметнува едно темпо дека ние секако победивме, но сега ќе се браниме од тоа да ни ги украдат гласови. И ќе потсетам, тоа време и ова време околностите се многу поразлични, само да кажеме на крај на анализата, сето ова се случува во време кога во Соединетите Американски држави на дневно ниво има над 200.000 ново заразени од COVID-19. Тема која што се потисна заради целата се потисна, меѓутоа знаеш како Сашо, колку и да победи, кој да победи, кога ќе легне голем број на луѓе болен, може да колабира целата држава. Така да не треба да се игнорира и тоа.